Пред 2 дена добивме рамка за преговори, тоа е стандардна процедура во која што пишува дека во Европската Унија ќе се употребува македонскиот јазик. Со тоа паднаа во вода нивните лаги, дека сме го продали јазикот, сме го продали идентитетот, дека сме го продали, не знам, нашата историја. Напротив, македонскиот јазик е зацементиран и во иднина во Европскиот парламент нашите представници ќе говорат на македонски јазик. Тоа е голема придобивка за нашата историја, затоа што долго време македонскиот јазик не бил признаен, бил потценет, меѓутоа денеска станува дел од европската фамилија на јазици. Мислам дека со нас се гордеат сега и Прличев, и Рацин, и Коневски, и сите творци и дејци на современ македонски јазик. Ги покачивме пензиите, меѓутоа остана една работа која што треба допрва да ја завршиме, а тоа е да се покачи платата на, да се покачи пензијата на оние кои што взимаат најниска пензија. И да, таа пензија ќе изнесува 10.770 денари. Меѓутоа, овие денови го слушнавме и гласот на оние пензионери кои што взимаат пониска пензија, како тие не беа вклучени во ваучерите, но оваа влада донесе одлука дека сите пензионери кои што земаат пензија под 15.000 денари ќе може да добијат ваучери. Јас сум Страхил Тодоров, еден од 780 нововработени лекари во јавноздравствените установи ширум државава. Но не сум само јас. Во изминативе 3 години од владењето на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз се вработија уште 1000 нови медицински сестри и секако голем број на патронажни сестри, технички персонал, возачи и сето она што значи зајакнување на јавноздравствениот систем во оваа држава.